се јавуваме од средноводно, поточно близу до Милениумскиот крст. Како што кажа и ти, бидејќи ова е највисокиот врв во Скопје, токму Милениумскиот крст со неговиот громобран има капацитет да прими речиси од 2 до 3.000 удари од гром, како што истакна надлежните од јавното сообраќајно предпријатие Скопје, кој стопанисува токму со Милениумскиот крст. Во текот на пред неколку дена, кога имаше доста многу електрични празнења токму во градот Скопје, примени се над 100 громови во текот на невремето, но благодарение на громобраната, на громобранската заштита на крстот, која е дизајнирана токму за да ги прими овие громобрани, таа има, како што кажа, радиус од 100 метри. Па така што луѓето кои се наоѓаат во близина до Милениумскиот крст се токму и најзаштитени во вакви околности. Експертите од друга страна велат дека па токму овие спомен обележја како што се спомениците и други останати културни одбележја што се наоѓаат во градовите кои се од челична конструкција и имат громобранска заштита, се токму оние најбезбедни каде што луѓето може да се движат, бидејќи тие имаат капацитет да примат најмногу електрични празнења. Како што кажавме, Милениумскиот крст, кој е највисока точка во градот Скопје, е токму и најбезбедно кога станува збор за невреме како што го зафати Скопје пред неколку дена. Елена, како што кажавме, значи громобраната е многу важна заштита да се има не само и кај спомениците во градовите, туку секако и на зградите, на секакви градби што постојат со оглед на тоа дека тие се и најголемата заштита, колку се тие поголеми и колку поголем капацитет имаат за да примат електрични празнења, односно удари од гром, толку е побезбедно за сите граѓани да се наоѓаат токму на такви места.